Врховниот совет за одбрана на Либан го прогласи главниот град Бејрут за погоден од природна непогода и предложи на владата денеска да воведе вонредна состојба по силната експлозија во која загинаа повеќе од 100 лица, а се повредени повеќе од 4000. На иден состанок на советот беше одлучено да се формира посебна комисија за да се истражи причината за експлозијата во пристаништето во централниот дел на Бејрут, а извештајот треба да се заврши за 5 дена, пренесува агенцијата ТАС. Како што јавуваат локалните медиуми, во текот на ноќта Бејрут останал во мрак, а пожарникарите се уште ги гаснат преостанатите пожари на местото на експлозијата. Облаци од црн чати натаму се креваат кон небото. Јавните служби почнаа да ги отстрануваат урнатините. Делот од градот каде што се случи експлозијата е уништен, а голем број згради се речиси целосно уништени. Министерот за здравство Хасан Хамид изјави дека болниците се полни со повредени лица, поради што и хотелите во центарот на Бејрут ќе примаат пациенти на кои не им е потребна операција. Според податоците на германскиот геонаучен центар ГФЗ, експлозијата била еднаква на земјотрес со јачина од 3,5 степени, а се слушнала и подалеку од Кипар на повеќе од 200 километри преку Медитеранот. Либанскиот председател Мишел Аун синоќа изјави дека е недозволиво 2750 тони амонијак, за кој се претпоставува дека е причината за експлозијата во Бејрут, да се чувствува 6 години без никакви безбедносни мерки. Алч на Твитер побара одговорните на овој пропуст да бидат строго казнети. Абас Ибрахим, шеф на државната безбедност на Либан, претходно изјави дека експлозијата е предизвикана од високоексплозивен материјал одземен од брод пред некое време складиран во пристаништето.